Добро вечер. Четврток, 22 часот. Време за емисија во Центар на YouTube. Јас сум Васко Ефтов, почитувани гледачи, вие сте на вистинското место. Зошто? Бидејќи ви јас имаме право да знаеме вистината. Вистината во наредните 70 минути ќе побареме во интервју со Маријан Ѓорчев. Човекот кој ја промовираше доктрината на ВМРО-ДПМН на последниот конгрес на 11 декември, 17-ти конгрес на ВМРО-ДПМН. Внимавајте, многу е битно 17-ти конгрес на ВМРО-ДПМН, бидејќи тоа е суштината на емисијата. Насловот на емисијата, повтор пат Ванчо Михајлов, се враќа или доаѓа помеѓу македонците. Вечерва е Велики четврток, голем христијански празник, за многу години Велики четврток, за многу години денот. Гледате каква хистерија се направи во Бугарија и во Република Македонија околу договорот помеѓу Скопје и помеѓу Софија. Сите велат дека нема договор, меѓутоа ако има таква хистерија, тоа значи дека веќе имало договор. Договор кој е спонзориран или се прави под патронат на Соединетите американски држави, како што сега стојат работите, многу тешко ќе дојде таков договор, иако допред 2 недели шансите беа огромни, дури беше најавено дека на 24 мај ќе биде потпишан тој договор и дека од 25 мај ќе се лезе во процес на реализација на тој договор кој треба да заврши со тргање на бугарското вето. И одеднаш длабоката држава и во Бугарија и во Република Македонија стана на нозе и се спротивстави на тој договор. Ќе има една посебна политичка анализа посветена токму на тоа прашање, што е суштината. Суштината е дека не треба да биде трнато бугарското вето за Република Македонија. Република Македонија да остане во чекалната, да не ги почне преговорите со Европската унија, да расте незадоволството кај Тирана и кај Албанија, Албанија да бара да биде иземена од пакетот со Македонија. Во оној момент кога Албанија ќе биде иземена од пакетот со Македонија, ќе биде донесена во знак на прашање поддршката на ДУИ или учеството на ДУИ во оваа влада, и тоа Македонија ќе лезе во одредена политичка криза. Политичка криза која трае веќе неколку месеци, гледате, штрајкува еден, штрајкува друг, штрајкува трет. Штрајкува во услови на војна помеѓу Русија и Украина. И тоа ви го објаснов во изменатиот период дека на Русија одговара сега да се отворат кризи секаде каде што може, во Европа и на Балканскиот полуостров. И тоа се случува во Бугарија. Тамо проруските структури, Румен Радев, Корнелија Нинова, целата таа структура која е дел на владината коалиција стана и се спротивстави на договорот помеѓу Скопје и помеѓу Софија. Се спротивстави Стево Пендаровски, тој е дел на она структура на Доста Димовска и така доаѓа во кабинетот на Борис Трајковски, дел на српскиот свет е Стево Пендаровски. Дел на една структура која можеби нема ништо против договорот, меѓутоа бидејќи не учествуваат тие во правење на договорот, почна да го прават со Румен Радев, направи една погрешна проценка дека Румен Радев е човекот кој ќе го реши македонско-бугарското прашање заедно со Стево Пендаровски, ако тоа биле Ципрас и Зоран Заев, дека сега е време Стево Пендаровски и Румен Радев да го направат од бугарска и од македонска страна, бидејќи тоа не се случи, а Стево Пендаровски има секогаш проблем да прифати нешто каде што тој не учествува, тој повеќе психолошки отколку што е политички проблем, и тоа ќе го анализираме. Ви кажав дека Стево Пендаровски со своето во наводници невротично политичко делување веќе станува сериозен безбедносен проблем во Република Македонија. Прашајте го Стево Пендаровски колку шефови на обезбедување има сменато во изминатите 3 години. Човек кој е во параноја дека некој нешто му прави, дека нешто ќе му се случи, дека некој го прислушкува, дека некој го оговара, дека некој го минира и така натаму и така натаму. И тоа ќе е проблем на СДСМ, СДСМ ќе поминува се на многу тешка катарза. Во овој момент ВМРО-ДПМН е во предност некаде 4 до 4,5% разлика на анкетите во однос на СДСМ. Во број на гласови тоа е некаде 60 до 65.000 гласови. ВМРО-ДПМН е бетонирана на околу 300.000 гласови, а СДСМ со ова хистерија не може да се крени, не може да најдат начин како да ја продаат својата политика. Без разлика дали е добра или е лоша, немаат начин како да ја продаат таа политика. И тоа е суштината на конфликтот кој сега се случува. Имате штрајкови на образование, имате тензии во општеството, хистерија на социјалните мрежи, Русија, американци и така натаму и така натаму. Што значи дека треба да се прати порака дека Македонија се наоѓа во една драматична политичка криза и кога има драматична политичка криза, единствен излез од таква драматична политичка криза е предвремени избори. Затоа ВМРО-ДПМН е против договорот со Бугарија. И знаете, доаѓаме во една апсурдна ситуација. Во наводници бугарската партија во Република Македонија да се спротивставува на договор помеѓу Република Македонија и Република Бугарија. ВМРО-ДПМН е да бара државата да се откаже од Ванчо Михајлов. Внимавајте. 3 или 4 конгреси од овие 17 конгреси на ВМРО-ДПМН, а 1995 година на 6 на 7 мај 1995 година на конгресот во Кичево, ВМРО-ДПМН прогласува континуитет со историското ВМРО, што ќе рече 3 или 4 конгреси во тој историско ВМРО се конгреси кога лидер на историското ВМРО е Ванчо Михајлов.
Лјупчо Ѓорѓиевски е наследник на Ванчо Михајлов. Никола Груевски е наследник на Лјупчо Ѓорѓиевски на Ванчо Михајлов. Христо Мицковски е наследник на Никола Груевски на Лјупчо Ѓорѓиевски на Ванчо Михајлов. И таа партија сега вели не треба да има културен центар. Ванчо Михајлов би тоа, да, не треба да има културен центар. Но треба ли да има партија која е на власт во Република Македонија, која има континуитет со политиката на Ванчо Михајлов? Погледнете на веб страната на ВМРО-ДПМН, погледнете ги конгресните резолуции на ВМРО-ДПМН, одлуките на Кичевски од Конгрес кај што ВМРО-ДПМН прогласува континуитет со политиката на Ванчо Михајлов и со делови на политиката на Ванчо Михајлов. Таква една брутална провокација ни направија бугарите, за да докаже дека сме недемократска држава, дека сме држава која ги мрзи бугарите, дека сме држава која развива недемократски форми, дека врз база на тоа не заслужува да ги почне преговори со Европска унија, и ние како слон во порцеланска продавница така несмасно се нализгавме на таа бугарска провокација, создавајќи на таква хистерија на социјалните мрежи. Левица, ВМРО-ДПМН. Па тоа се истите структури кои го минира пописот во Република Македонија. Сметајќи дека албанците ќе бидат преку 30, не се преку 30, 24% се. Помалце се сега отколку што беа 2002 година албанци во Република Македонија. Па прават одредени хистерии со штрајкови. Гледате перманентно да се работи против интересите на Република Македонија. Па дајте му на човекот нека стане власт. Без разлика што е некапацитетен, без разлика што е неспособен, дајте му да стане лидер или премиер на ова држава. Па мислам ке престане ова хистерија која се создава. Хистерија стимулирана од Руската Федерација. Хистерија финансирана од Руската Федерација. Од они готвачот на Путин кој стана милиардер со оно седиште во Санкт Петерсбург, кој ги финансира сите бройлери или сите ботови која шират таа руска хистерија во Европа, во Америка и секаде на светот. Ние сме жртва на хибридна војна која ни се случува. Тоа не значи дека СДСМ треба да остане. Не, тие покажуваат една драматична некапацитетност. Некапацитетност која се граничи со хистеријата која создаваат овие другите. И тоа е проблемот на Република Македонија, што ние треба да избираме помеѓу некапацитетност и драматично, хистерично, антидржавно однесување во клучни историски моменти за Република Македонија. Тука некаде ќе заврши овој дел на мојата анализа, како вовед во емисијата интервју со Маријан Ѓорчев. Што имам документи пред мене, знаете дека ќе е тврдо интервју. Останете со на 70 минути, нема да зажалите. Маријан Ѓорчев, после 5 месеци повторно во ИСЕТА во центар, 2 интервјуи имавме и секогаш во тие 2 интервјуи велев, ај на крај ќе го отвориме бугарското прашање и ние ќе снимавме некаде 100-120 минути, уопште не го отваравме бугарското прашање. Сега ќе го отвориме бугарското прашање. Има 3 личности со кои јас можам да разговарам во Македонија за бугарското прашање. Едниот е Стефан Влахов Мицов, беше во јануари, вториот сте ви и третиот е Владо Бучковски. Имаме договорено интервју со Владо Бучковски, веројатно сега во моментот проценува дали треба да кажи се, не само за преговорите со Бугарија, туку и за односите во СДСМ, Бранко Цренковски, така натаму и така натаму. Значи вечер ќе разговараме за бугарското прашање. Вие бевте дел нова делегација на ВМРО-ДПМН која се среќава со Кирил Петков, значи имавте можност да комуницирате. Да. Што човек е Кирил Петков? Од мој аголно гледање и анализа е еден современ политичар, воспитуван во еден друг дух, баш во евроатлантски вредности. Живеел долги години на северноамериканскиот континент, восприемал многу, би рекол, демократски принципи и стандарди и се обидува да ги вгради сега во бугарската политика, особено надворешната бугарска политика. Стана збор за македонското прашање во Бугарија, има 2 можности таму. Има и трета можност да го реши тоа прашање, затоа ќе разговараме во емисијата. Според бугарската традиција, во однос на македонското прашање, или ќе го сменат или ќе го убијат? Па, со оглед како се одвиваат работите и во неговата коалиција и во оние кои што се тврдо десно, како што е едно возраждање сега, веројатно неговиот кабинет ќе биде на тешки, би рекол, испитања во текот на 2022 година. Ѓорчев, интервјуто во ноември беше едно од подобрите интервјуа, 86.000, претходното 150-160.000 има, значи едно од подобрите интервјуа. И таму отворивме многу прашања, дававме дефиниции на многу работи. Не кажавте дека сте биле рецензент на книгата на Лјупчо Ѓорѓиевски. Сега од Александар Диневски не знаеме дека сте биле вие и доста димовска рецензенти на книгата на Лјупчо Ѓорѓиевски 87-88 година. Со сето почит кон она што господин Диневски го говори, но јас навистина
нити сум можел да бидам рецензент, нити пак сум бил рецензент. Значи, Но сте пишували. едноставно може би некој Но сте пишували. модел. Но сте пишували книги. И вие, и Доста Димовска, Да. и Лјупчо Гергиевски. Дека сме пишувале поетски творби, да, тие беа веќе, Лјупчо Гергиевски доби награда како најавангарден млад поет, тој беше дел од млада Македонија, тој беше веќе еминентен. Сте ме читали поезијата на Лјупчо Гергиевски? Да, како не. И ја прифаќате таа поезија? Тоа беше авангардна поезија во тоа време, како што беше Чарлз Буковски авангарден во тоа време. Значи, Беа многу работи авангардни и Лјупчо Гергиевски важеше за еден надежен наш македонски предсе и поет, затоа беше наградуван во таа млада Македонија, беше представен во таа книга Млада Македонија и подоцна се изгради свој политички имидж како лидер на Народна помладина. Вас ви водеа досие под шифра или псевдоним шахист. Зошто шахист? Многу мислевте како Смислов или игравте потези, правевте, бидејќи вие сте, јас два пати ви го кажам тој заклучок, тој став, дека сте биле најпоценет играч во врвот на ВМРО ДПМН, дел од сегашната елита, номенклатура, бизнис крило во ВМРО ДПМН ги имате вие направено првите контакти. Тоа претходната емисија, сите што сакат да ја погледат претходната емисија, може слободно да погледат, таму и за Мултигруп зборевме, и за Никола Груевски, и за Илија Павлов и така натаму, и многу работи се таму, односно најголем дел од работите се таму кашени. Дали сте вие творец на тој процес во Република Македонија? Не, шахистот произлева во тоа што јас едно време доста сериозно имавме ние во Мичурин, во тоа, како што вели многу почитуван Васил Топурковски, мало парче јужна земја, значи во тој наш Мичурин, кај што сум одраснал, еве тука е блиску до нас, имавме шаховски клуб БМ Браќа Миладиновци. И во Вачо Михајлов. Не, Браќа Миладиновци. Имавме изведнички клуб, имавме камп во Бечичи во Будва, имавме сериозен шаховски клуб и бевме, тој шаховски клуб, да ви информирам, беше во независна и суверена Македонија 6 пати првак на Македонија. Бевте председател на Шаховски сојуз на Македонија. Пред тоа бев многу години во клубот. Значи бев многу години во клубот и така да кажам сум бил во шахот од моето рано детство, значи од некаде од своите во 13 години и веројатно некој тоа го водел како евиденција. Подоцна сум бил активен и на ниво на федерација, бев и во времето кога беше Господин Грчев, што е парадоксално, вие го наследувате Димитар Бузлевски. Да. Нели за Димитар Бузлевски важеше она дека не чита, дека Ченеди и така натаму, сите оние нели гафови што ги имаше направено, дека беше на функцијата министер за транспорт и врски, вице-премиер, директор на Царинска управа на Република Македонија. Начело на Шаховска федерација вие го наследувате Димитар Бузлевски. Точно. И го правите трансферот на Кирил Георгиев да игра за македонска репрезентација. Точно. Тој е еден од двата најголеми бугарски шахисти во историјата, Веселин Топалов и Кирил Георгиев. Преку 2006 беше, нели? Не само тоа, тој беше, да ви кажам, меѓу долги години, сигурно една деценија, меѓу првите 10 најсилни играчи во светот кога дојде. Така, надвор од руско. Не, тој беше човек кој што морам да ви кажам единствен во светот, имаше позитивен скор со Анатолиј Карпов и Гари Каспаров. Значи, невидена сила. Македонец беше? Значи тој, неговиот татко, кога се разговараше за тоа тој да пристапи да игра за Македонија, да му дадиме македонски пасош, да му дадиме македонско државјанство, тој беше престречен. Значи, татко му на Кирил Георгиев и кажа дека иначе тој е од Горно Броди, Серско. А бидејќи и мојата баба Марија Серјанова Ѓорчеве од Серес. Тоа ми се јавува во биографијата на Ќосе во Горно Броди. Горно Броди е едно место кое што е доста вака знаменито, има многу луѓе во Македонија од Горно Броди. Да, многу, не тоа од Влахи. Не, таму има присуствувано, значи престојувано и така натаму. Така што Кирил Георгиев беше многу среќен. На крајот на краиштата ние со помош на наши македонски бизнисмени му возможивме и кој што беа исто така македонски настроени, направивме една многу силна репрезентација, возможивме еден, би рекол, пристоен престој во Република Македонија. Значи тој имаше многу малку го вреднуваа во Република Бугарија во тој момент. Веселин Топалов не пробавте да го донесете? Не. Ние имавме страшна екипа, во тој момент го донесовме не само вака сега. Бугарите има во тој момент една одлична екипа. Прва табла Кирил Георгиев, втора Веселин Топалов, трета Владимир Георгиев, четврта Спасов.
Значи ние ги земавме првата и третата табла. Владимир Георгиев по мајка е некаде од Теквешијата и тој имаше македонски корени. Од ваша трај. Да, а од Теквешијата се и Трајко Недев и Никола Митков, нашите двојца најсилни веромајстори. Со тоа што Никола Митков е од Кавадарци, а Трајко Недев е од Неготино, тие се конкуренти. И направивме една тиквешка екипа, значи само Киро Георгиев е од Серскиот округ и таа екипа беше страв и трепет. Ние бевме, пазете, 7 на Олимпијадата во Истанбул. Бевме 8 на Олимпијадата во Блед. Бевме 8 на светско првенство. Донесовме, ја имаме златна медал од Олимпијадата во Истанбул. Донесовме Кирил Георгиев сребрен медал од Олимпијадата во Палма де Мајорка. Трајко Недев златен медал на Европското првенство во Пловдив. Ние бевме во тоа време една мала Македонија, бевме велесила во шахот. Добро, Грчев. А со Бербаков дали имаше, бидејќи тој исто од Благоевград, секој се говореше дека има македонски корени, македонско потекло, дека е нуден на фудбалски клуб Вардар на почетокот на кариерата, подоцна преголема кариера во Манчестер Юнајтед, прави во Тотенхем и така натаму. И легенда заедно со Христо Стоичков, легенда на бугарскиот фудбал, но секој се говореше дека има македонски корени и дека постои интерес ке него да игра за Македонија. Јас ќе ви открием една така би рекол интима, мој најдобар, еден од најголемите пријатели мој е Душко Аврамски од Берово. И тој е пасиониран, така да кажам, и тој играше фудбал за Малеш на времето. Душко Аврамски за Малеш беше центарфор на Малеш. И тој е пасиониран следбеник на се што се случува во окружувањето во фудбалот. И тој ми каже мене дека го познава брат на Димитар Бербатов и тој му рекол дека не знам која утакмица во Пловдив ќе биде така или така, се слушнаме, вика тој наш човек, вика македонец, го знам, вика слушај, слободно, вика, игра и вика на Локомотива Пловдив ќе победи. И јас нормално Душко го сакам, го почитувам, играм Локомотива Пловдив, изгуби Локомотива Пловдив, мислам, но факт е дека чим Душко кој што ги знаеше тие работи, Берово Благоевград, знаете колку е? 30 километра. И чим Душко, кој што беше и фудбалер на Малеш, кој што мене ми е личен пријател, кажува дека брат му на Бербатов контактира со нашите луѓе од Берово, од тој Пирински крај со Малешевието, тоа значи дека тие луѓе се чувствуваат на некој начин блиски до Република Македонија, но немам, јас значи да ви кажам, бев во шаховската организација. И во Браќи Милодиновци, и во шаховската. Вие сте ментор. Вие сте ментор, спонзор на Пане Велев. Значи, кога ВМРО ДПМ не доаѓа на власт 98 година, Љубе Бошковски, Пане Велев и Сашко Станинов се ударната тројка. Апсат, Палат, Горат, Бесат и така натаму. Под некои сомнителни околности умира. Срцев удар на плажа во Грција, на Егејско море, но тој ударната топаница на ВМРО ДПМ на таа 98-99 година. Упадот во Силекс на Љубисав Иванов Зинго и така натаму. Значи, вие сте еден од менторите, тој е ваш играч, значи, вие го промовирате. Јас бев координатор во делот на Источна Македонија долги години со професорот покоен Михајло Георгиевски. Еден дел беше и Мартин Тренски со нас од 97-98 година. Василка сопругот на главниот играч на Никола Груевски со меѓународна заедница и главниот играч на Никола Груевски сега во Република Македонија. Јас говорам за ова време за Пане Велев, значи. Татко и на Василка Треневска е Глигор Поповски. Чишко Глише што го каже Владо Бучковски. Деканот на економски факултет во Прилеп. Кај што завршува Никола Груевски, значи така се поврзани работите, малку нели публиката да може да свати дека и човек чиј што син на владиката Методи, македонски владика во Македонската православна црква, известен човек кој што многу познат и во Тиквешијата како владик. Првиот. Да, Методи. Значи сакам да кажам дека Пане Велев беше еден на некој начин кадар кој што ние го форсиравме во Штип. Лично јас тој човек многу го почитував с неговите принципи на работа и морам да ви кажам тука дека тој се разликуваше од многу од Љубен Бошковски и Сашо Станинов. Добро. Значи тој беше човек кој што си беше професионалец. Чив кадар е овој од Дезимет? Зоран? Тие беа пријатели. Зоран Митровски, Чиле. Да, Зоранчо Митровски е пријател со Пане Велев. Да. Значи има после секој интервју со вас се јавува човек кој вели него праша Маријан Ѓорчев за фирмата Езимит. Таа фирма може и не е толку позната кај македонската јавност, но кога ќе кажеме еден од почесните конзули на Литванија во конкретниот случај, кај што отишол Боки 13 или бил рекетиран од страна на Боки 13, кој го пријавува тој случај или на оние пресконференции кои ВМРО ДПМ ги прави,
како што велат во Штип, шпекулација, нели, сега не е во Република Македонија, тука во Словенија, има некој бизнис тамо, дека имал акции во дел од овие градежни предпријатија во Штип кои градат во проектот Скопје 2014. Значи, тој човек е вашо чедо, значи, вашо бизнис измислица, што се вели, вашо е на Пане Велев. Вие му давате првите дозволи за винарија, прави една од најголемите винарии кои на Панда на свето Јаневски со Тиквеш. Значи, вие лиценца, значи, доека сте ви министер за земјоделие, тој почнува да го прави капиталот и сега еден од најбогатите македонци, иако не е познат за јавноста. Значи, да знаете, генезата на сето тоа, значи, по препорака на Пане Велев, како истакнат би рекол ете активист на ВМРО ДПМН од Штип, тој го препорача Зоранчо Митровски за директор на фондот за вино. Директор на фондот за вино. Да, јас после нормално консултации во делот на тоа што представува кадрова комисија на владата, каде што одат сите прашања, нели, го назначи Зоранчо Митровски за директор на фондот за вино. Инаку винаријата на Зоранчо Митровски е заслуга на неговиот покоен дедо, од неговата прва сопруга. Еземит. Еземит, значи неговиот покоен дедо беше еден своевиден експерт во винарството и лозарството, а исто така и неговата покојна, Бог да ја прости, сопруга. Вела дека дел на овие што се лозија насади, кои се ваши, или на Кирил Пендев, екс-директорот на Балканска банка во Република Македонија, главниот бугарски резидент во Република Македонија, и човекот кој е личен пријател со Никола Груевски, со Липчо Груевски, велите прво бил ваш пријател, дека се водат на името на Еземит. Такви се шпекулациите, затоа да прашам дали е тоа точно. Значи, јас ви кажам тоа што јас го знам за Зоран Еземит, значи ви кажам дека по препорака на Пане Велев стана директор на фондот за вино. Тој си работеше својата работа, како што треба си работеше својата работа. Тамо си ги прави контактите. Веројатно ги остварува сите контакти и морам да кажам дека во добри односи сте? Не сме во добри односи, од причина што, знаете, јас имам една изрека со ова сето што се случи во текот на овие 30 години, ова транзиција, ова транзитско планирање. Јас ги делам луѓето, нели, светот се дели на богати и сиромаси. И јас ги делам луѓето како Зоранчо Митровски, дека се дел од македонската капиталистичка класа, јас припаѓам на македонската работничка класа. Затоа што јас сум си работел за плата цел живот. Вие сте промашили партијата. Вие сте сега член на најбогатата партија. Не сум ја промашил. Да не го заборавиме ВМРО-то на Димитар Влахов, на Павел Шатев, на Димо Хаџидимов, на сите оние кои што го градеа ВМРО како со македонска самосвест во раните 20 години, луѓе кои што биле свесни за македонската самобитност. После интервјуто, тоа е некаде ноември месец минатата година, вие на 11 декември, кога е конгресот на ВМРО ДПМН, ја промовирате доктрината на ВМРО ДПМН. Новата доктрина на ВМРО ДПМН. Медиумите објавија дека заедно со Рашела Мизрахи и со Илја Димовски вие сте пишувале новата доктрина на ВМРО ДПМН. Председавач на конгресот е Александар Николовски, потпредседател на партијата, а вие ја промовирате таа доктрина. Да, тоа беше поголем тим. Значи морам тука да ги споменам и Емил Димитриев, поранешниот технички премиер, тоа беше Рашела Мизрахи. Треба да ви честитам, значи после едно-две интервјуи вие направивте еден камбек во политиката. Па морам да кажам дека ете на некој начин како човек кој што е пензионер веќе, дека тоа ми представуваше голема чест некој да ми дозволи да јас сум бил председавач на конгрес 99 во Струмица. Сум бил учесник на конгреси кој сум настапувал како председател на Совет на интелектуалци. Значи сум бил учесник на конгрес како потпредседател. Вие сте били на клучни конгреси. Значи, кој ги нафрлите вака, сум бил како председавач на конгрес, па сум бил како председател или прв човек на Совет на интелектуалци. Тоа се клучните конгреси, ке прашам за клучните. Меѓутоа поентата е следна. Мене ми представуваше чест што ме представи председателот на потпредседателот на ВМРО ДПМН дека ке зборува Маријан Ѓорчев за доктрината и тоа е за еден човек кој што има 65 години, како да ви кажем една сатисфакција дека во овие 30 години нешто направил кое што се одбележало така да се. Кога промовиравте таа доктрина на конгресот на 11 декември? Да. Кој конгрес е тоа на ВМРО ДПМН? Па сега, ако ги броиме од 10-тиот конгрес, значи во Кичево 11-тиот 99-та, 12-тиот 2003-та, 2007-та, 13-тиот, 2011-та, 14-тиот, многу се. Што пишува во историјатот
на официјалната веб Меѓутоа страна. тука некаде 17-ти конгрес. 17-ти конгрес. На Јас 11 сега на ги работам точно, да, 17-ти конгрес. На 11 декември. Да, 17-ти конгрес. 2021 година, која вие промовирате доктрината 17-ти. на ВМРО ДПМН. Да не сгрешам ги броев така редоследно. Тоа е да. 17-тиот конгрес 17-тиот на ВМРО конгрес, да. ДПМН. Ова е официјално од веб страната на ВМРО ДПМН. Значи не сум погрешил. Ова е добро, официјално од да. веб страната на ВМРО ДПМН и пишува 6 и 7 мај 1995 година. Се одржува 10-тиот конгрес на ВМРО ДПМН во Кичево. Вие сте тамо како представник, како председател на Советот на интелектуалци на ВМРО ДПМН. На овој конгрес, значи овој на 6 и 7 мај 1995 година во Кичево, партијата се повикува на историскиот континуитет, на историското ВМРО и се одлучува дека ги продолжува конгресите. Значи, на тој конгрес во Кичево, кај што сте вие присутен, а после тој конгрес во Кичево 96 година станете подпредседател на партијата, Така е. ВМРО ДПМН прогласува континуитет со сите конгреси на организацијата претходните 100 Од години. 1893 година, првиот основачки, до сите, до конгресот во Кичево, 10-ти конгрес. Господин Грчев, во мандат на Ванчо Михајлов има 3 конгреси на ВМРО. А ако го читаме нели ова што стои на страната на ВМРО ДПМН, во континуитетот, наследник според овој заклучок на Кичевскиот конгрес, наследник на Ванчо Михајлов на чело на организацијата е Липчо Георгиевски. Меѓу сега тоа се видите, Ванчо Михајлов е дел од едно темно петно на историската димензија на ВМРО. Не е само Ванчо Михајлов, првиот председател е Христо Татарчев, вие знаете добро. Вториот, значи, после Христо Татарчев, мислам во делот на тоа го наследува Тодор Александров. Сега после Тодор Александров е Ванчо Михајлов. Но факт е дека Се знаете ви историјата на партијата? многу добро. Многу добро. Бидејќи сте промовирале доктрината, Да. можете ли на тие луѓе тамо да им кажете дека овој 17-ти конгрес, значи дека до сега, од 1894-та, Трета. 94-та нели во Ресен што 23 се смета. после, да, се смета прв, се смета прв така, конгрес, што го има Христо Татарчев, па 1996 година Солун, па 903-та повторно Солун. 1996 е наименувањето во Тамаро, Во тајно Тамаро. македонска орденска доцентна Можете организација. да им кажете дека таа нивна историја 3 конгреси има во мандат на Ванчо Михајлов како прв човек, а следен председател кој доаѓа на чело на ВМРО после Ванчо Михајлов е Лјупчо Георгиевски. Па го бира Никола Груевски за свој наследник. Значи Никола Груевски е наследник преку Лјупчо Георгиевски на Ванчо Михајлов. Па Никола Груевски се одизбира Христијан Мицковски и сега вие се дистанцирате од Ванчо Михајлов, устатот ви стои. Така сега. Конгресите ги прифаќате, континуитет прогласувате и сега викате тази дупка кој бугарите не е дупка. Така Се сега. чиф е Ванчо Михајлов, ако не е вака ваш. се. Сада сам ли го има формиран? Ванчо Михајлов прво мораме да кажеме, значи што значи 10-ти конгрес, треба да навлеземе малку подлабоко во анализата. 10-тиот конгрес значи да се нагрбиме со сите светли моменти од историјата на внатрешната македонска доцентна организација, со сите темни петна. Значи тука не треба, не дозволете, не треба да го заборавиме. Видете сега, Ви се ако извинувам, вие не можете кој шведска маса да земате што ви одговара, не, апсолутно. да водите на таква хистерија како што се гледате што се случува, отварат културен центар на Ванчо Михајлов, па спомен куќа Никола Груевски отвара, што со братучот му Владко Мијалков во Штипи во Ново село на Ванчо Михајлов. Па кого манипулирате сега во ова Не, јавна вака се, држава? без, јас сум многу сум силен во оваа работа. Па супер што сте силен, баш да ми да, одговорите. еве ќе ви Јас сакам, одговорам. јас сакам Добро. силни луѓе да имам во вака емисија, сега. да можеме да А парираме, што да мислите, дебатираме. дали треба вечерва да го споменеме Димитар Влахов? Нема, остате овој Димитар. Не, па чекайте, тој е многу поголем од Ванчо Михајлов. Вие правевте некоја хистерија за Димитар Влахов? Некои протести правевте? Нема, Димитар Влахов не бил- Дувло доби наредба да прави хистерија. Овие на Завиша филм групација да прати хистерија, продадоа Македонија, растур систем на... вака се. На како направи продава Македонија? Видите, треба ли Ванчо Михајлов да се вика културниот центар во Битола? Не. Зашто не треба? Не треба да се вика. Зошто не треба да се вика? Затоа што во Бугарија, во бугарското општество има многу луѓе по родом од Македонија, Добро. кои што се докажале како вистински интелектуалци, демократи, луѓе кои што го граделе бугарското општество од типот на еден Симеон Радев, еден брилјантен Добро. дипломат и писател, еден Димитар Талев, исто еден Добро. брилјантен писател. Сега, вие Тие сега- се доајени на културата, Сега вие- пород од Македонија, Сега вие се кои што грижите, вие се грижите за бугарите? не се грижам за значи за Вие дводомни сметате дека Ванчо Михајлов не треба да биде регистриран
културното друштво со име Ванчо Михайлов. Да, зошто не треба да биде? Затоа што Македонија како држава, Република Македонија, тогашна Народна Федеративна Република Македонија, на првото оснивачко антифашистичко собрание на кое што претседава Методијан Доновченто, е настаната во антифашистичка борба. Ако нашата македонска држава е настаната во антифашистичка борба, споменувањето на личности кои што се докажани во својата фашистичка колаборација и со Анте Павелич, и со соработници на Адолф Хитлер, кои што добиваат понуда да направат нацистичка македонска независна држава, не може да бидат, како да кажам, бенчмарк на бугарски културен клуб во Република Македонија. Тоа може да биде Симон Радев, дводомен, тоа може да биде Димитар Талев, културни работници. Можеме таа теза ваша да изанализираме. Ако културно друштво, кое се повикува име на Ванчо Михайлов, не смее да биде регистрирано во Република Македонија. Според мене кажувам дека не треба да биде. Според вас. Не треба да биде. И јас се согласувам со вас. Може ли во Република Македонија да бидат регистрирани политички партии кои се повикуваат на континуитет на ВМРО на Ванчо Михайлов? Има најмалку две такви политички партии. Едната е ВМРО Народна на Лјупчо Ѓорѓевски, која не се дистанцира од Ванчо Михайлов, значи не ги лажи своите членови, не ја лажи македонската јавност, и ова ваша ВМРО ДПМН, која на официјалната страна, на Кичевски конгрес на 5 на 6 на 7 мај 2025 година, прогласува континуитет, што значи дека политиката на Ванчо Михайлов е континуитет на политиката на ВМРО, да нема се извинувам. Значи еден културен центар ни смета у Битола, со некои шутраци тамо што го прават, кај што застанува цела бугарска држава намерно дојде тука да направи одредена провокација, а Ванчо Михайлов кој има 3 конгреси, кои се претходница на оние 17-ти конгрес кај што вие го давате, ја давате доктрината. Првиот конгрес е Сарбино во 1925 година, вториот конгрес е во село Крупник 1928 година, значи тоа се на Ванчо Михайлов, и третиот конгрес на Ванчо Михайлов е во село Тросково 11 до 15 април 1932 година, тоа Горно Џумајско. И сега, па и вие заслужувате да бидете затворени, ако треба културниот центар, бидејќи идеите на Ванчо Михайлов се вградени во вашето функционирање и делување. Тоа кажете им го на овие што не знаат, што се деца на удба што дојде на чело на партијата. Што треба да им кажеме на македонските гледачи на вашата емисија? Вие кога целта на 10-тиот конгрес е да се вика 10-ти конгрес, да кажеме дека ВМРО ДПМН е една од најстарите организации, движења и политички партии на Балканот, една од најстарите. Ако тргнеме од 1993 година до денес, тоа се безмалку 130 години политичка активност. Не може да ги дозволам. Значи, имате континуитет. Да. Она партијата на Адолф Хитлер постои у Германија? Не знам дали постои. Ова партијата на Меркел има прогласено континуитет со партијата на Адолф Хитлер или ова баварската демохристијанска партија што е тамо ЦСУ, ЦДУ, како ги нарекот сестрински партии, имат прогласено, пишу у Минхен е таа формирано исто партијата на Хитлер. Имат прогласено континуитет со таа партија, немат прогласено. Ама тие се други партии. Гледате, вие имате континуитет. Ако бил фашист, ако бил таков злотвор како што велите, а историјата го потврди тоа. А историјата го потврди тоа. Тогаш зошто прогласувате континуитет, па сменете го статутот? Ојте да побарате нова да побарате нова регистрација, да и се извините на македонската јавност, бидејќи тој знаете во која ситуација владате? Го славите Владо Черноземски. Кој го слави Владо Черноземски? Сите од ВМРО, Владо Черноземски, Ќосето и така натаму и така начи. Го славите Черноземски, која е ова годишнината? Ќосето нема никаква допирна точка со Ванчо Михайлов. Која е годишнината? Па добро, нема. Не го негира, нема добри односи, но не го негира. Значи си го прифаќа како лидер. Прашање дали го прифаќаат. Е човек на Гоце Делчев, во главно на Гоце Делчев, меѓутоа не го негира Ванчо. Значи може да го славите Черноземски, ма кој го праќа Черноземски да изврши тата работа? Јас, вие или Ванчо Михайлов го праќа? На 10-ти конгрес, ајде вака да ги гледам работите. Дали значи прифаќањето на 10-ти конгрес прифаќање на Христо Татарчев, на Андон Хаджидим, на Дамјан Груев, Ја тоа ви го зборам цело време. На Христо Батанџиев. Значи ние го прифаќаме тоа. Ама 30 години јас тоа ви го зборам, господин Ѓорѓев. Тука ние спориме. Ако не е ВМРО ДПМН, Ванчо Михайлов ќе биде како Кемал Мустафа Ататурк, роден на територија на Македонија, има бугарско потекло, е дел на бугарската историја, нема ништо заедничко со македонствен, што е
македонски бугарин, но роден во Ново село, во истото село од кај што потекнал Никола Груевски. Добро. Само ВМРО ДПМН го прави Ванчо Михајлов битен дел на македонската историја. Он си е дел на бугарската историја. И кога ви имате континуитет со таков човек кој се декларира, умира како бугарин, кој смете дека не постат македонци, дека постат македонски бугари. И Никола Груевски, и Христијан Мицкоски, и Лјупчо Груевски не само што не се оградуваат од него, се оградуваат сега за некои дневни политички поени, туку седат на престолот, на тронот кај што седел и Ванчо Михајлов, тогаш вие сте директен континуитет на неговата политика во Република Македонија. Видете вака сега, тоа е од контекст извадено. Како Значи ние мора да кажеме дека во делот на она што представува ВМРО, Историската македонска национална организација, ги прифаќате светлите точки и ги прифаќате темните петна. Кои се темните петна на историското ВМРО? А кои се светлите моменти? Говориме за Гоце Делчев, нели? Говориме за Дамјан Груев. Говориме за Димо Хаджидимов. Говориме за Димитар Влахов, ВМРО Обединета. Говориме за Павел Шатев. Говориме за Арсени Јовков, за Шанданов. Зарем тие не се ВМРО? Зарем тие не биле... Јохан Тарчуловски ВМРО е? Малом? Јохан Тарчуловски ВМРО. Беше пратеник од ВМРО. Со Мицкоски го гледаме сега по манастири во населба општина Бутел и така натаму. Не, сакам за ова да продискутираме. Јохан Тарчуловски со човекот кој е начело на културниот центар Ванчо Михајлов у Битола? Не го познам, Па што е можете да го културен видите. центар. Да. Културен центар Ванчо Михајлов. Добро. Истиот ли човек овој? Овој Георги Иванов председателот ли? На ВМРО ДПМН. Добро. Да ги вадам ли фотографиите? Мислам, пазите, тука сите не правите будали, тука недоветни. Не можам да се сложам со ова Антонио Милошевски ли е сликан со истиот човек? Ама јас тој човек не го познавам. Не. Кој е Како не тој го познавате, па како викате ке Како се... да го познавам? Повторно ли Антонио Милошевски? Ама кој е тој човек што ми го кажувате мене? Па тој што го формираше културното друштво кој Добро. треба да биде забрането, кој го има името на Ванчо Михајлов. Па тој не е сликан со други освен со ВМРО ДПМН. Еве го повторно тука. Дали тогаш постоел тој културен клуб? Оформиран ли 2017-2019 Добро. година. И кога се овие фотографии? Ова се направени пред и пото. Еве го Антонио Ама Милошевски. пред- Еве го 2016 година Антонио Милошевски. Каде сега? Сниман со него. Не знам што е тенденцијата на Ма нема разговорот. тенденција. Еве ви го со Добро. Христијан Мицкоски сниман. Ама Еве го каква со врска има Христијан тоа? Мицкоски Каква врска сниман. има тоа Па со... вие велите дека некој ја распродава Македонија. Зошто бидејќи формирал културен центар Ванчо Михајлов Битола? Па човекот што го формира културниот центар Да. е петок и сабота со водството, со лидерството на ВМРО ДПМН, со Тарчуловски, со Георги Иванов, со Христијан Мицковски фотографиран, со Антонио Милошевски фотографиран, со поранешниот Јас не можам заменик да ги генерален коментирам секретар. тие фотографии, пазите, Петар не ги знам тие Богоевски, фотографии, не можам да па ги еве ги коментирам. официјални Петар се. Богоевски не е член на ВМРО ДПМН. Не беше кој е снимен таму, беше на функцијата Не знам колку- заменик генерален Не знам секретар што бил, но на ВМРО вие во ДПМН. вашата емисија јас сум тука како Маријан Ѓорчев. Не, вие промовирате доктрината на ВМРО Не, не, ДПМН. ама доктрината на Значи, ВМРО... вие всушност ја промовирате стратегијата каде ќе оди партијата во наредниот период. Да. Вие сте биле учесник како председател на Советот на ветерани на Конгресот од Кичо 95 година, а 99 година сте представач Да. на Конгресот Струмица кога ВМРО ДПМН се откажува од знакот, знамето од Вргина, од сонцето, да. Кутлиш. Да. Значи вие сте во клучни моменти, господине Ѓорчев. Да. Немојте да ја лажите македонската јавност Не, воопшто и не да ја користите лажиме. бугарското прашање кое во сите пори на ВМРО ДПМН. Кој во сите пори на ВМРО да имате континуитет со бугарското прашање со врховизмот во Република Македонија. Не, вака сега. Се не може вие тука да глумите, знаете, некоја честна сестра која велите не, јас тоа не го правам, не, ние тоа Нема не го, тука честни- други вака распродаваат сега. Македонија. Јас сум дојден во ВМРО да вашата- збори за бугарштина во Република Македонија. Па видите, Вака се Васко, ВМРО да збори за дали вие зборувате или јас треба да кажам Ајде, нешто? кажете слободно. Ајде, Сега слободно. вие зборувате 5 Повелете. минути, не ми Еве, дозволувате да 5 кажам. минути, 5 минути Значи, кажете. вака да ви кажам. Ај сега јас вас да ве прашам. Ајде. Знаете ли кој е Димитар Влахов? Како може да Па добро. Зошто не го зборуваме денеска за Димитар Влахов? Зошто зборуваме за Ванчо Михајлов? Господин Грчев? Дали Димитар Влахов Димитар Влахов е човекот? Господин Грчев. Што не дозволете Ке- сега, јас зборувам сега. Ќе го бериме гајлето на Бугарија или на Македонија? Не, на Македонија го бераме згајлето, не ми гајле за Бугарија мене. Бугарија 50 години не убедува дека Браке Миладиновци, Глигор Парличев и Чекајте другите сега. се бугари од Македонија и доаѓа да прави друштво у Македонија, го крсти Ванчо Михајлов, покрвникот во Зошто? Македонија. Значи, мене ми е јасно бугарите што прават. Да. Што вие сте дел на таа хистерија?
Па вие сте Македонска партија за национално единство, вие сте за национален раздор во Македонија, не сте за единство. Не, ние сме- Во сите клучни Тоа процеси, е вие веќе таков во атак сите против- клучни... ВМРО ДПМН докажало со својата активност од 90-та година за сите точки за кои што е и сега обвинувано, а и ова што го говорите дека хистерија се прави, Па, не ВМРО се ДПМН 17.6.90 година. Ако некој го оспорува денеска она што ВМРО ДПМН го запишало во основачкиот так дека ќе биде Македонија, Република Македонија, членка на ЕУ и на НАТО, кога другите партии сонуваа за Југославија, кога другите партии во парламентот на Македонија говореа не сакаа да испеат македонската химна, Митко Врапчето, Митко нас им го каже тоа, кога другите партии говореа за асиметрични не знам какви федерации, ВМРО ДПМН кажа 90-та година, 17.6, дека ќе биде членка Македонија во ЕУ и во НАТО. И тоа и се оспорува на ВМРО ДПМН. Кога ВМРО ДПМН ќе каже дека Гоце Делчев е дел од таа ВМРО-вска историја, како основач, пишувач на статутот на ВМРО, дека тука ќе биде и Даме Груев, и Јане Сандански, и Никола Карев, и Пито Гури, дека тука ќе биде и Димитар Влахов, се разбира дека ги има и темните петна како Тодор Александров и Иванчо Михајлов. Но не можете да извадите од контекст сега 3 конгреса, Вие немате... но ние ВМРО ДПМН има континуитет. Па вие немате институт Гоце Делчев. Јане Сандански. Имаме Павел Шатев. Вие имате... Имаме институт Павел Шатев. Вие имате Тодор Александров. Не, институтот на ВМРО ДПМН... Невладината организација која сака да ја формира Никола Груевски после симнувањето од власт во ВМРО ДПМН треба да се вика Тодор Александров. Дали сакал... Со мајци на Тодор Александров, не со мајци на Павел Шатев. Вие треба да проверите дека институтот на ВМРО ДПМН се вика Павел Шатев. Тоа е вистината. Да, ќе ви покажам еве за Павел Шатев. Сликане и со председателот на институтот на ВМРО ДПМН и на ветераните. На Павел Шатев. Не, еве го тука на пример, гледате со Дедо Петаре слика истиот човек. Гледате со Дедо Петаре слика. Не можам да коментирам, не можам да коментирам слики кои што се навистина за мене непознаница. Не можам да ги коментирам. Но... Со Александар Пандов, го знаете Александар Пандов? Па личен пријател ми е. Сега и беше ваш поддржувач која направивте Земјоделска партија. Беше подпредседател. Беше прв директор на фирмата која ја прави Сергеј Самсоненко кога доаѓа во Република Македонија. Тоа свој руско некој влијание, све некој бугарско влијание. Сега на која функција? Сега на која функција е Александар Пандов? Го води дипломатскиот, го води овој патриотскиот фронт. Патриотски институт. Институтот, да. Сликан со луѓе од таа организација, видите, господин. Александар Пандов е македонец, докажан македонец со сите атрибути, човек кој што се докажал со своите настапи и тој е неспорен дека ги следу ги носи традициите на ВМРО, историското ВМРО. Вие тука сакате Джемо Хаса е фашист или не е фашист? Мефаил Джемо? Не, Джемо Хаса, дали е фашист или не е фашист? Зборуваме за Мефаил Джемо, за така? Зборуваме за Джемо Хаса кој има споменик во Симница. Кој го подига тој споменик? Подигат луѓето кои живеат таму во мандат на ВМРО ДПМН. Не, кој го подига тој? Во исто време. Не, кажете кој го подига тој споменик? Веројатно албанците. Не, кој албанец го подига тој споменик? Исто некој ги подига дел од албанската диаспора. Сега Добро, така. Албанската диаспора. Джемо и Мефаил, како што се, чекај дозволете, дали се тие представници на албанската шовинистичка, несошовинистичка структура Бали Комдар, кој што соработува со фашистичка Италија на територијата на Западна Македонија. Така е. Така ли? Вие на крај ќе го амнестирате Джемо Хаса. Ма вие пазите, ВМРО ДПМН било на власт и не го амнестирало Джемо Хаса. ВМРО ДПМН беше на власт кога е изграден споменикот на Джемо Хаса. Во исто Споменикот време на Джемо го има направено во исто време во Штип, кога е на споменикот на Джемо Хаса, е кренат и споменикот на Тодор Александров во Штип. И спомен куќата на Ванчо Михајлов во Штип, односно во Ново село. Во исти временски период. Видите, нешто хистерија правите за Джемо Хасо? Одевте да го рушите Джемо Хасо? Или Джемо Хаса? Дувлото прави кампања пред, па не, ви треба да коалицирате со Дуи. Затоа и ги амнестирате хачките случаи да станете. Партнер Дуи се СДСМ. И грешката во Македонија. А пред тоа чиф коалиционен партнер беше 2002 година. Тие ги донесоа односно со војната 2001 година што направи. Чиф коалиционен партнер беше 4 години Дуи. Па тоа е мизеријата на македонскиот политички амбиент. Не прашам, вие да ми одговорите. Тоа е мизеријата. 2002 година кога влезе во парламентот Дуи политичкото крило како Шин Фейн на Косовската организација, со кого направи коалиција? Господин Грчев, па не сум коалицирал со Дуи. Па јас не сум коалицирал. СДСМ и вашата партија има коалицирано. Добро, каква врска има тоа? И бега Никола Груевски со помош на структури на Дуи.
прекогранично Но преминути. то не знам јас како бега Никола Само да Груевски. кажам дека Вие ко сте сега на власт, знаете ко што сте на прави? власт, ко сте Не, на власт, не. тога све може да прифаќате, гледате вака преку некои розови ночи. Добро, јас сум тука сега на осуденичка клупа Не, и вие сакаме сте- да разговараме вие сте тука како во луѓе кои моментот што треба да одговориме реално на моментот. представник Вие на кажувате, доктрината на ВМРО да сега, помане. ако сум представник на доктрината, треба да признаете дали Гоце Делчев е дел од историскиот континуитет на ВМРО ДПМН. Ама ние не збориме за Гоце И како не збориме? За Ванчо Михайлов збориме. Не, јас зборам за Гоце Делчев и Ке за Димитар што Влахов. не си Зашто го- да зборуваме? што не си го- За Ванчо Михайлов да зборуваме. Ванчо Михайлов е абсолвирана Како теза мо- во ВМРО ДПМН. Ама како може да не Па зборите како? за Ванчо Па Михайлов? зашто да збориме за Гоце Ванчо Делчев? Михайлов бил лидер на таа организација пред Лјупчо А Григорски. што бил и пред Гоце Никола Делчев? Груевски. Што бил Гоце Кога бил Делчев? лидер на ВМРО ДПМН Гоце Делчев? На ВМРО ДПМН, на историското. Кога бил лидер на ВМРО ДПМН? На кој ВМРО ДПМН? Па тоа што го наследувате? Или кога бил лидер на историското ВМРО? На историското ВМРО треба Кога да бил Гоце кажете. Делчев председател на историското Не ВМРО? бил председател, бил најзначената личност, бил знамето на Кога Македонија. бил председател? Бил Гарванов, бил Татарчев, Па добро, бил Тодор Александров, добро. бил Ванчо Михайлов. Видите се, вие знаете историјата, за Ја разлика, знам, да. за разлика од овој. Да, и- За разлика од овој, кој е председател, кој не се знае историјата бидејќи е со кран донесен Немојте така сега. на Ова е ВМРО веќе директна сега. Не, ама се Немојте извинувам. така да Значи, коментирате сега. Не е така тоа. вие знаете историјата. Да, Ванчо Михайлов има 3 конгреси од 17 конгреси на ВМРО. добро. Сега, за Гоце Делчев ќе зборе, па нема ни еден конгрес Гоце Делчев. Како нема? Може да е конгресот во Солундаре. Да, и како може да е? Кој го пише статутот на ВМРО? Но не е председател. Ама најзначајниот човек на Ама ВМРО добро, како? најзначајниот, но не е председател. Ние го ставаме како дел од нашето, како да кажем, наследство на оно што представува движење, Господине, мит, легенда на ВМРО и како Видите, ВМРО господин ДПМН. Грчев, Така е. пошто сте вие човек кој се разбира работите, Да. после секој конгрес, кој функционира партија, си има подписник. Добро. Човек што ја представува партијата. Таму, во таа архива на континуитетот, е Ванчо Михайлов. Тој подпишува. Подпишува Тодор Александров. Подпишува Гарванов, конгресот 903 година. Подпишува Христо Татарчев 94-та. Добро. Значи, тоа се лидерите на ВМРО со кои вие направивте континуитет 95-та година. Како И завршува сега- председателот Гарванов на и сега, ВМРО? и сега вас ви е срам, Да. па сменете го статутот. Зошто да го Па смениме? направите конгрес, оградете се од нив. Не прогласувате континуитет. Вие прогласувате континуитет, немате проблем со нивното дело, ама имате проблем со културно друштво или културен центар у Битола, кој се вика Ванчо Михайлов. Па се видите. Значи, А тоа се приказни за мали да се интелигенцијата не навредувате. Коректни треба да бидеме, вака се. И не навредувате сега интелигенцијата на сите македонци. Не. ВМРО ДПМН има единствена храброст да ја прифати македонската борба, револуционерна вековна борба, за разлика од другите кои што бегаат од тоа, сите леви партии во Македонија и сите десни партии, кои што Македонија гледат како еднократен чин од 2 август 1944 година, ние гледаме како вековна револуционерна борба од средината на 19 век, во кој што учествуваат и многу други, и Кузман Шапкарев, и многу други наши дејци, и Ѓорѓија Пулевски, и Војдан Чернодрински, и Крсте Петков Мисирков. Сето тоа што ние го прифативме како есенција на македонската борба за национална слобода, ги вградува и сите оние што скренале од патот, и сите оние што биле достојни и го бранеле дигнитетот на македонското население, кој што во даден простор и време имало поинакви, можеби, определби од оно што сме денес. Но тоа се факти. Факти се дека некои од тие председатели за кои што говорите како Гарванов, како завршува Гарванов, знаете ли? Господин Грчев. Гарванов како завршува? Како се чувствува Христо Татарчев? Молам? Како се чувствува Христо Татарчев? Во даден простор и време? Не, како се чувствува, како се Во декларира? тоа време како се чувствувале сите во Македонија? Чувствува бугарин, така? Да, ама како биле Како се така чувствува? сега? Како се чувствува Ванчо Михайлов? Дозволете, апсолутно. Бугарин. Како Да. се чувствува Тодор Александров? Само еден ден бил македонец кој се скарува со бугарската држава. Видите, господин Тодор Александров го подпишува мајскиот манифест на 24 мај. Господин Не, вака сега дозволете. Пробувате тука сладкоречиво. Не Пробувате тука сладкоречиво, со аргументи. да направите еден смут па Не, Ванчо Михайлов, не, Тодор не, Александров, па Димитар Не. Влахов, па Гоце Делчев и така натаму. Да. Сите кои биле на чело на ВМРО. И Димитар Влахов бил начело на ВМРО Обединет. Говорим за овие што прогласувате континуитет. Па што Димитар Влахов не е континуитет? На Кичевскиот конгрес. Вие прогласувате, треба да ми кажете. Па јас ви тие кажувам. значи тие говорат за македонски бугари.
говорат за македонска автономија и државотворност која гледа дека не може да се спои со Бугарија. Финансиране се од бугарскиот двор. Па дури најеминентните македонци учеле во екзархиски училишта, предавале во екзархиски училишта, биле директори на затвори, биле директори на институции кои ги финансирала бугарската држава. Добро. И тие се дел на ВМРО. Ако Ванчо Михајлов е фашист, овие што се од ВМРО представници 41-44 година, кога е бугарската окупација во Македонија, се фашисти или се демократи? Па тие луѓе се луѓе од партијата на Ванчо Михајлов. Шкатров, Джузелов, сите тие се од партијата на Ванчо Михајлов. Добро, на конгреси на Ванчо Михајлов на ВМРО тие стануваат делови, членови на извршниот комитет. И што е спорно тука? Па тие што се фашисти? Тоа значи дека и Македонија, значи ви гледате која еви на грешки правите на Македонија. Ако Никаква Ванчо грешка. Михајлов истерично го пресудувате за фашист, а тоа нема врска со Македонија. 41-44 година, доаѓа само 5 дена, го носат до Тој Софија. немал никогаш врска со Македонија. Со Македонија. Никогаш немал врска. Само со вашиот континуитет Ванчо Михајлов може да не го врзат со ВМРО ДПМН. Континуитетот на ВМРО ДПМН е континуитет Значи на вие македонската. признавате меѓу редови дека и Македонија има свои фашисти во текот на Втора светска војна. Ако нашата главна придобивка е дека сме се ослободиле бидејќи сме антифашистичка коалиција, Да. вие сега признавате и ВМРО ДПМН дека преку Ванчо Михајлов и преку структурите ВМРО кои биле под контрола на Михајлов имало фашистичка власт во Македонија. Јоче, гледате кој злостор правите за Македонија и македонската историја. Не, нема злостори за македонската историја. Многу е јасна македонската историја. Македонската историја е историја на премрежија, историја на искушенија, историја на судири и вековна борба за тие кои што биле свесни за својата македонска самосвест и оние кои што биле под влијание на бугарската екзархија и на бугарскиот двор. И токму тука лежи одговор зашто треба да се прифати таа борба. Фактички, она што ВМРО ДПМН го прави, ни го дава легитимитетот дека не сме еднократен чин, дека не сме еднократен декрет, дека ние се бориме 150 години да направиме држава и да направиме нација, да станеме свесни она што го вика Крсте Петков Мисирков 903 година, ние сме бугари, ние сме срби, ние сме грци, ние сме си македонци. 34 година Ванчо Михајлов е последен председател на историското ВМРО. Кој? И Сукино, 1934 година. Добро. До 1990-91 година Добро. тој е организација во илегала. Соработува според актите. Нема организација во илегала, нема тука во Македонија никаква организација во илегала. Значи, говорам за Ванчо Михајлов 1934 година заминува во илегала. Заминува, тој е осуден на смрт. Тој мора да бега, тој мора да бега од владата на Киман Георгиев. И од Бугарија и од Југославија. И осуден на смрт. Значи од двете држави Тоа осуден. за кралска Југославија за нас не е воопшто битно, ни од царска Бугарија не е битно за нас. Битно е дека тој не е во Македонија. Значи не е во Вардарска 1934 Македонија. година тој е начело на организацијата. И кога вие прогласувате континуитет, видите колку сте вие блиску до бугарската теза. Како вели овој што е на културниот центар. Тој бил македонец, а сликан е тука со знамето на Вергин, антички македонец е. Но да не ви ги покажам тие фотографии, овој Љупчо, и он е со БС, Љупчо Ѓоргиевски се пише, исто како лидерот на ВМРО, ДПМН и ВМРО НП сега Љупчо Ѓоргиевски. Читал многу книги, тоа на бугарска телевизија се огледале тоа интервју, ако не сте го читале ова што кажам. И се разбудил еден ден и се разбудил ко бугарин. Така ли се разбудува ВМРО еден ден 1934 година, па тоа е тезата бугарска дека некој се разбудува на 1 јануари 45 година од бугарин станал македонец. Па вие ја потврдувате на најеклатантен начин бугарската теза, господине Ѓорчев. Ние сме единствениот бранител на македонскиот континуитет за национална слобода, за држава, македонска држава и за создавање низ револуционерна борба, еволутивна свест за нашата македонска посебност. Тоа не настанало за еден ден. За тоа требало години, за тоа требало борби, за тоа требало илјадници жртви. Целиот тој дел каде што Ванчо Михајлов вршел терор, целиот Пирински крај, веќе ги спомнав некои имиња, дали Јовков, дали Шанданов, дали да не го спомниме Димо Хаџидимов, тие биле луѓе кои што биле свесни дека се македонци. Зар треба тие луѓе да ги оставиме на историјата? Не дозволиме дека тие се луѓе кои што се бореле за Македонија, да го заборавиме Војдан Чернодрински, да го заборавиме Крсте Петков Мисирков, Димитрije Чуповски. Кој друг зборувал за нив освен ВМРО ДПМН? Кој друг зборувал во Македонија? Имате ли логика зошто бугарите одбират тој културен центар или културно друштво да се нарекува Ванчо Михајлов?
и зошто го прават сега? Сте били амбасадор на Македонија во Бугарија? Да. Која е логиката на бугарите? Тој центар да се нарече Ванчо Михајлов, а не браќа Најобично, не. Јас ви кажав како треба да се вика центарот, ако сакаме да имаме дводомни. Така е. Да, значи имаме културни дејци, родом од Македонија. Која е логиката на Бугарија тој центар да се нарече? Класична провокација да сеисценира пред пред европскиот, би рекол, естаблишмент, пред европските политички лидери, дека Македонија не е подготвена за отпочнување преговори со Европската унија, затоа што не ги почитува правата на бугарското малцинство, односно правата на македонските граѓани со бугарска самосвест и со своите изјави на одредени ликови кои што беа присутни на тој собир, да исценираат една, би рекол, во Македонија состојба во која што ќе го толкуваат секој збор, па и во оваа емисија што ќе го кажем или вие, да го толкува како говор на омраза кон Република Бугарија. Така. Тоа е целта. Тоа е провокацијата. Така. Ако беше името на Симеон Радев, кој што учествувал во Букурешт, на делбата на Македонија, на Балканските војни, и познат писател, ако сте ги читале младешките спомени, ако сте ги читали неговите дела, не бега тоа темата. не бегам. Тогаш тоа ќе беше мост на пријателство. Добро. Но ова што се прави сега Е провокација. е провокација, Добро. класична провокација. Грчев, ај сега да анализираме. Класична провокација Така е е. тоа. Бугарите прават Да. провокација. Да. Целта на таа провокација да се прикаже Македонија дека има бугарска или антибугарска омраза. И Тоа дека е целта. Тоа е целта. И дека Македонија не треба да стане членка на или да ги почне преговорите со Европската унија. И да го оправдат своето вето кој да што го ќе го оправдат направат, кој што ќе го сторат сега во јуни. Па зошто бре луѓе им давате легитимитет? Кој му дава легитимитет? Па со хистеријата која правите. Па не ја правиме ние. Па ВМРО ДПМ не прави таа хистерија со левица. Подевте собиравте 100.000 потписи. Гурнавте пописот у Република Македонија. Затоа сега у диаспората има поише попишано албанци него што има македонци. Па сега го хушкате штрајкот на образованието. Председателите на тие синдикални, ма не се извинувам, ама морам ова да ви кажам. 2 години, ама не се извинувам, 2 години децата седат дома онлайн. Уништени се генерации со тоа седење онлайн. Таман почнуваат да учат. Изнахушкавте штрајкови на образование во Република Македонија. Сега Вие хушкате. сакате да ама еве го вашиот став, да импутирате дека Јаким Неделковски, вака сега. Ова ли ваш став? Па Јаким Неделковски 2010 година. Зар Не, не не. мислите дека 2010 година може пиле да биде избрано во Македонија без сами на Сашо Мјалков и на Никола Па чекайте Груевски? сега, Јаким Неделковски е од 2017 од вралата на СДСМ од 31 мај 2017 година до денес. Од времето на Поминале, Никола- од дозволете времето сега. на Никола Јаким Груевски. Неделковски е 5,5 години председател на СОН по Грчев. времето на СДСМ. Значи, Грчев. Зошто не го смениле тогаш? Па ако што е сменија? така? Па директорот на Македонска телевизија Маријан Цветковски не е Не го сменет. знам кој е директор на Ама не е Македонска сменете, телевизија. па како не го Ама знаете? добро, Дел на вашата структура со Пандор бил Маријан Цветковски, со Филип Петровски и Тој така бил натаму. тој бил Еве младо го не е момче, јас сменет. сега него, ама ве прашувам, пола вие луѓе- сега па ме пола прашувате луѓе- за па Јаким пола Неделковски. луѓе не се смените. Јаким Неделковски е 5,5 години председател на СОН по време на СДСМ, така? Грчев, еве Лена го- Спасеновска е еве го- негов подпредседател. Еве го вашиот став Кој е ставот? за преговорите со Бугарија. Да. Двете држави знаат, мислите на Бугарија и на Македонија, Да. дека Полска и Германија имат мешовита историска комисија, Да. формирана 1972 Па тоа ви година. го кажа во вашата емисија, јас кога Јас разговаравме. ви савет цитирам вашата умна на час. Да. Со цитат, кој што се уште работи. Да. Напластените историски проблеми не се решаваат за 6 месеци. Ако работи од 1972 година, таа комисија и се уште работи, тоа значи дека нашата комисија треба да работи на 50 години. Ако работи 50 години, тоа значи дека 50 години, според заклучокот на бугарскиот парламент, Македонија не треба да ги отпочни преговорите со Европска унија. Гледате како е минирата македонската позиција. Кој ја минира македонската позиција? Со пролонгирање на влезот на Македонија во Европската унија, почеток на преговори. Знаете што ќе се случи, господин Грчев? Ќе ја одвоат Македонија и Албанија. Тоа ли е стратегија? Тоа заради наслие, Тоа е заради Македонија драматичен- или тоа е заради друга политика? Зашто им давате алиби на бугарите? Хистерија правите за Ванчо. Ма Ванчо Михајлов ви е лидер. Ви имате не е континуитет со точно. Ванчо Михајлов. Не. Со добрите и со лошите страни на Ванчо Михајлов. Нема добри страни Вие кај сте Ванчо променили Михајлов. доктрината на 17-ти конгрес. Во тие 17 конгреси 3 или 4 се конгреси на Ванчо Михајлов. Тоа нема врска со. Ма како нема врска? Не. Па сменете го статот, подкажете се. Одите да се извините на македонската јавност и да побарате нова регистрација на ВМРО ДПМН. Така сега. Без Ова се- континуитет. Ако ви значи- смета културен центар,
А не ви смета континуитет со Ванчо Михайлов и со Конгрес Ванчо Михайлов, ја лажете У македонската нас јавност. не ни е континуитетот поврзан со имиња. Со шо вие? Значи Со континуитетот делата? е поврзан со... Па еве делата да ги анализираме на Ванчо Михайлов. Не, вака сега. Со што треба да чекайте имате сега, континуитет? Вие имате Со што имате континуитет? со Илинденското восстание. Па има ли СДСМ континуитет Не. со Голи оток? Па дали у конгресни документи на СДСМ има континуитет со Голи оток? Па како Дали се во викаше, како се викаше Па ја 90-та сменја, ја 90-та пререгистрира, година? Ја дисконтинуитет направија. А, дисконтинуитет, Па така? дисконтинуитет Добро. направија. Е сега вака. Од сега статут вака. одвете своји стожерни позиции во однос на Бугарија и во однос на албанското прашање. Значи секоја СДСМ е формирана во Тетово. Март месец Сакате да 40. кажете дека СДСМ е... СДСМ е формирана во Тетово 43 година за да покаже дека тој дел во Западна Македонија, која е окупирана од италијаните и балистите, е составен дел на Македонија. Затоа е формирана во Тетово, можела да биде во Скопје. Вие првиот конгрес го правите у Скопје сега, на 11 декември 2021 година. Никој сте немали у Скопје. Па зашто во Скопје? Никој сте немали у Па Скопје. Македонија не е само Скопје. Па Скопје Македонија е има... град. Да, но Сте има... сакале во Солун, сте сакале на друго, но не сте правиле у Скопје. Па дојде редот и на Скопје. Како дојде редот? Па дојде си има... Задна дупка на свиралото е Скопје. Не, видете зашто е тоа така. Па стаите, партијата тогаш у Охрид седиште. Стаите у Ама Тетово, чекайте стаите у сега, вие Зајац, сега господи Ѓорчев. одите во една работа. Ма не одам, само ве соочувам со реалноста. Реалноста треба вие да се соочите самите. Што е Прилеп? Град ли е? Вие давате легитимитет на сите точно. бугарски барања. Знаете зашто? Не е точно. Зашто водите 4,5% на анкетите. Тоа се 65.000 гласови. Ма тоа нема И ако сега нема избори, и ако биде решено бугарското, македонското прашање, а вие знаете дека е договор потпишан, гледате како се крена длабоката држава во Бугарија. Румен Раде, Бојко Борисов, сите се крена. Или ќе сменат, или ќе губиат Кирил Петков. Има договор. Тој договор треба да биде промовиран на 24 мај. Вака се. Ако тој договор е промовиран и е трнато бугарското вето за Македонија, сите овие хистерии, проруски хистерии, кои се прават во Софија и се прават во Скопје, вие правите сега повторно ваша анализа или ме викнате за гостин да бидам прашам. тука? Да, значи вие знаете дека има договор. Не ми давате да ви одговорам. Да ви одговорите. Само немате Димо Хаџидимов, одговорете конкретно. Па, Ајде. па вие на Ванчо Михайлов одете. Па ја А за Димо Хаџидимов не можеме да говориме, така? Не, Димо Хаџидимов не е спорен во разговорот. Како не е? Димо Хаџидимов, ја и вие немаме спор, има околу Ванчо Михайлов. Велам Ванчо Михайлов бил лидер. Да, и ние Вие сте биле кажуваме- подпредседател на партија, Да. кај што еден од лидерите во континуитетот е Ванчо Михайлов. И ние сме го Па што сте оцрнили како прифатиле? најтемното петно на тоа што представува ВМРО. Па што прогласувате континуитет ако сте го црниле? Па затоа што ВМРО постои од 1993 година, не постои од 2 август 44-та. А во мора да помнат кога постои? Од 1993-та. Ја, 1990 година не, постои. да помне Од формирано. 1990 година. Од 17.6 на Значи, вие Словачки прифаќате, нека еден значаен дел на вашата историја е бугарска историја. Не е бугарска историја. Како не е бугарска? Туку Чива е? тоа се луѓе кои што имале погрешен пола пристап кон македонското така прашање. Така ќе викате за Груевски имал погрешен пристап, така ќе викате Мицковски. Вие секогаш отпосле викате дека некој имал погрешен пристап, а викам не, сега однапред, вие имате цело време историски погрешен пристап. И како можете да кажете такво нешто за партија која што прва се определила за Европската унија и за НАТО, која што вие негирате сега, прва ја подпишала спогодбата за стабилизација и асоциација, партија која што требаше и која што го реши проблемот со косовската криза, партија која што соработуваше со НАТО, кој што Весли Кларк Клинтон дојдоа во Македонија 99 година. Партија која што згрижи 360.000 косовски бегалци, дозволете сега ја зборувам. Вие зборувавте. Партија која што дозволете сега да кажам два збор. Ама чекайте ја за партија која е рушена со војна 2001 година, која е рушена Шарена Луција. Тоа е партија која по принципот на Ванчо Михайлов прави заробена држава. Тоа ви е код, тоа ви е амалгам. Не е точно, тоа и во Бугарија пробавте, и во Бугарија пробавте тоа да го правите, ама не. Вие ме викнавте да ни кажувате некои работи. Кои? Па видите. Зашто тоа се вистини кои што дали не е вистина дека ние го решавме косовскиот 20 Како го решивте? Па како го решивме? Како вие сте Кој изгрижи 360.000 бегалци? Вие сте го решиле косовскиот проблем. Вака. Како го решивте косовскиот Кој проблем? друг прими? Со тоа што ви влегува војници 2001 година од Косово? Не. Како сте го решиле? Сте примиле бегалци. Чекајте, а знаете колку 360.000 бегалци представуваат во процент од територијата на населението во Македонија? Сега да кажете дека Полска Да. дека Полска го решава украинскиот проблем со Не, тоа што Полска го решава проблемот со украинските бегалци. Друго. Ние го решиме проблемот со косовските бегалци. Вие сте го решиле бегалскиот проблем, Да, не сте го бегалскиот решиле проблем. косовскиот проблем. Значи да го решите косовскиот кажете проблем ми го кој друг решија тие што ја бомбардира кој Северна друг Југославија. освен
Република Македонија, дали Бугарија, дали Грција, дали некој друг прими косовски бегалци? Освен Република Македонија. Тогаш дојде Бугарија. Не, Иван дали Костов- друг прими? Ама ви кажувам одма. Е. Иван Костов дојде и рече дека нема да прими косовски бегалци. Ние примивме, така? И рече дека може да прими само македонци од Западна Македонија. Оставете го Тоа тоа. беше на Јас ви пресконференција кажам, со Лјупчо Георгиевски. дали Македонија требаше да добие Нобелова награда за приемот на косовските бегалци во Македонија? Не знам дали ги дадат Нобелова награда. Не, зошто да не? Зоран Зошто Заев- не на Ако Зоран Македонија? Заев може да добие Нобелова награда, еви Васки ви дајмоше на Нобелова награда. Не знам за Зоран Како Заев. во оној Ја кажувам, вицот, како во оној тоа е вицот, право. како Второ. како во оној вицот на Тито Јованка, Еднаш Јованке дај еден медал за Да. дете. Тоа е ви Добро, Васки јас ви сум од дајме. тиквешијата. И Васки ви дајме еден Нобелова. Нема проблем за една медали, Нобелова друга награда. работа. Дали ние бевме нападнати од меѓународен протекторат од протекторат на меѓународната заедница? А кој е тој протокол? 2001 година, А кој е Косово. а кој е таа меѓународна заедница? 50.000 војници Не, кој е на таа- меѓународната заедница, Обединети нации. Може ли да дефинирате клучната Може, земја? може. Таа меѓународна заедница? Нема што ви кажувам сега многу јасно. Не, ма може ли Ама да чекајте сега, Ама- одговорете на прашањето, дали имаше 50.000 војници на Обединети нации во Косово? Која е клучна земја на меѓународната заедница на Косово? Што е битно која е? Америка? Ма не е битно која е Вие за сте мене. нападнати од Америка? Не, ние Вие сме- правена шарена револуција од Америка. Да, правена вие. Бидејќи направивте заробена држава и сте биле дел на власта на заробена држава. Вие велите сте го така. распродале Вие капиталот велите на Окта, така. сте направиле договори како што велеше Кој го Едвард распродал Џозеф, кој што капиталот велеше на Окта? ова може да го направи или луд или корумпиран човек кој е Па не- начело на влада. не е така тоа. Вие сте Тоа го што- правиле тоа. не е така. Грчев, вашата влада го правеше. Ама вака да Вие знаете една дозволивте работа. бугарите да влезат преку мултигруп кој е на 6-то белградско управление формирано од сега, Иле Павлов во Република вака сега. Македонија со Кирил Вие Пендев главниот. сега Кирил во Пендев оваа главниот емисија, резидент на бугарска вие манипулирате резидентура, со бројки. ги спојува Лјупчо Георгиевски, Никола Груевски, ама тоа се Во факт. месец Никола ноември. Груевски работи во Вака бугарска сега. банка во Република Македонија. Во месец ноември, Господин Грчев. 98 година. Значи во до месец последната ноември. пора вие Бугарија влезена во функционирање на партијата. Не е точно. Бугарија И сега Во одработувате ВМРО, ДПМН. пробугарска и проруска агенда во само на русите им одговара да биде не гледате што прават у Софија. Тоа што му го прават на Кирил Петков во Софија, и вие го правите у Република Македонија. Проруска вака се. класична Вие ме агенда. викнавте тука мене. Еве кажете се слободно, не значи, прекинувам 5 минути. Не, Еве, не ве прекинувате на секој 2 минути, Не, не, на една. не ве- Значи вака сега. Вие правите ноторна лага сега, кога кажувате за приватизацијата. Во ноември месец 98 година приватизацијата во Македонија беше завршена 93,7%. Господин Грчев, Тоа проверете го. ме слушате ли вие воопшто? Не, вака сега. Вие зборите за приватизација, Не, за Грчев, Окта. ма Грчев, Знаете ли вака сега да ви Грчев, кажам, може? вака сега. Не, Грчев, Не дозволете ме сега. слушате ли што е Ве збора? слушам. Вака. Значи, Дали беше точно дека приватизацијата во Македонија до 98 година беше завршена 93,7%? Дали Окта, дали Бучим, дали Југохром беа 96-та година на списокот на таки фити да бидат затворени или продадени? Дали тоа го направи ВМРО ДПМН или СДСМ? Не, зборите сега, што сакате. Можете ова на онија телевизија кај што гостот од ВМРО да ги кажува тоа. Не, јас зборувам тоа, со факти зборувам. Видите се. Со факти А вие го зборувам. носевте оној Ми рековте 5 минути ќе ми дајте, така? Ама не са, видите ме, не рековте дека лажам. Па затоа Ја што морам кажувате дека Господин ние сме Грчев, распродале па оној- Окта. па оној Чекајте, мане- ние ама сме оној- распродале оној- Окта. Оној манекен кој го носевте за Бучим, кој го промовиравте и вие и Лјупчо Георгиевски како Да. инвеститор во Бучим. Да. Подоцна излезе Илија Павлов во моја емисија и рече дека рудникот Бучим бил купен од Мултигруп. Фирма формирана од 6-то управление на българското Вака разузнавање, сега. која учествува и е спомената на маргините на атентат на Кирил Глигоров. Па мораше Илија Павлов да доаѓа во Охрид со Кирил Глигоров за да може да се извини и да расчисти таа Вака работа. сега. Па резидентот или првиот човек на Балканска банка е најден обесен во Каква Пловдив. врска има тоа со процесот на Тоа се приватизација во бугарски- Македонија? Ама тоа, видите, Колку бугарски тој капитал Бучим е кој влезено? лажавте, тој Бучим кој лажавте дека е американски инвеститор е приватизиран од Мултигруп, втора работа. Господине Васко, Втора работа. вака. Окта е продадена за 24 милиони марки. Но не е Грешите многу. не е Окта За продадена. 32 милиони долари. Не е Окта продадена. Цел нафтен бизнис кој тежи 400 милиони долари у Македонија е продаден со таа инвестиција. Вака сега. И тука е проблемот. Што продавате вие кога продавате? Ма цел предпријатие за бизнис го глобал? продавате. Дозволете сега. Замислите сега да продаете Да. некој бизнис на кој да речеме на фармацеутска, вие не ако го продадете алколоид со такви бенефиции како што е продан Окта, вие цела фармацеутска индустрија продавате. Продажба на лекои, купување на Не, за лекои, Окта правење можам на вака храна. да ви кажам сега. Вие сте на агенција за приватизација Да, тогаш, така? затоа ви кажам. Тоа ви- тоа ви сите боли, тие тоа ви 12 лежи. Не, тие Тоа ви 12 лежи. предпријатија
Треба да ви одговорам на прашањето. Ајде одговорите. Сите тие 12 предпријатија. Се Окта ќе браните? Не, Окта. А не овите. Југохром. Ама да ви кажам сега, Толика вие, браните. треба да знаете. Ама не. Кој ги прогласи за загубари да се затворат или да се продадат? Ама вите, Кој ги прогласи за загубари прогласување на загубари и да се продадат и продавање, и да се затворат? прогласување за загубари и продавање се две различни операции. Како? Вие знаете, сега можеме ние да ја гледаме, знаете како вие се однесувате. Прво е убава девојка. Не се извинувам. И сега ја гледам таа убава девојка и викам, леле, колку е згодна, што би правил. А вие оите ја силувате. Кој е виновен? Тој што ја гледа и вели што би правил? Што ќе правиме сега инсинуации на работи кои што се реални? Вие силувавте. Добро, знаете ли колку загуби имаше Окта 98 година? Ама видите, загуби е едно прашање. Не, чекајте, знаете ли колку загуби имаше? Криминална приватизација е друго прашање. Каде е тоа докажано дека е криминална приватизација? Каква приватизација? Кој е, каква Со приватизација? Емануел Малелис, со цело грчко разузнавање, војно разузнавање. Па отворен, па имаше судски процеси, па Стефчо Екимовски тамо. Па гледате, уште ние плаќаме за мазутот, мораме да купуваме мазутот, мораме па скапици на Вие време. кога ги прочитате, јас ќе ви дадам експозе на луѓето кои што правеле за Окта, и тоа експозе на македонски експерти. Се да браните. Не ја бранам Окта. Се ви кажувам фактите. Михајлов, значи Не бранам ништо. Ама зашто се Вие имате македонски... Зашто се зачукавте во таков ќорсокак? Нема ќорсокак, зашто? Па имате вие експерти во Македонија, имате експерти во Македонија. Имате експерти кои што не биле членови на ВМРО ДПМН. Го имате еден професор. Абе вие сте начело на партија. Гале Галев. Вие сте начело на Го имате Митко Хаџимишев, експерти. Добро. Експерти. Вие супер е тоа за Окта. Не, тие што го имат пишуване лаборатите. Вите, господин Грчев. Ги имате лаборатите вие. И тоа не ги имате лаборатите од 98 година. Вите, господин Грчев. Ги имате лаборатите од 96 година за Окта. Зборите тука, почнавме нели во тој дел, зборите дека е нарушен територијалниот интегритет на Македонија со напад од протекторат на меѓународна заедница. Да, 2001 година, точно. Вие сте влада која нудеше размена на територии. 2001 година. Преку МАНО, преку Борис Рајковски, преку Лупчо Георгиевски, преку државните медиуми под ваша контрола. Вие ли ке ми зборите за територијален интегритет и суверенитет кој како влада предлагавте размена на територии? Ма Ѓорчев. Ама чекайте се. Ама ние немате црни петна само во време на Ванчо. Вие сте цела црно петно на македонската историја. Видете, вие имате сега намера, значи ВМРО ДПМН да го дискредитирате со оваа Треба емисија. да се дистанцирате од се тоа што го имате, да се извините како Вили Бранд, како што Путин или некој нов Путин по 10-20 години ќе оди ке клекни ке украинците и ке речи се извинувам. Значи ова е стратегија, вие продолжувате стратегијата од 90-та година кога победи ВМРО на изборите и во медиумите се направи кампања дека ВМРО ДПМН нема квалитет, нема кадри, нема да направи влада. Заев да дојде во емисија, ќе му речем човече извини се на македонската јавност за тоа што имаш направено. Пошто 30 години, Бранко, значи 30 години. Да. Овие две партии ја донесува државата таму кај. Ви треба да се извините секој ден кога станувате на Сабајле, да речете се извинуваме, сгрешивме. Тука дојдете и викате Ванчо е континуитет, ама требало да се забрани културното друштво Битола. Ванчо не е континуитет, Ванчо е дел од таа историја која што било на ВМРО. Како и сите други дејци. Лидер на вашата партија бил. Не бил. На историското ВМРО. Да, на историското, кој што ние кажале дека и тоа е кажано, треба да ги прочитате малку подетално конгресните материјали. Кои се светлите моменти на историското ВМРО, кои се темните петна на историското ВМРО. И сега не можете вие да вадите сега од контекст. Не може да го спомнувате Гоце Делчев, не може да го спомнувате Јанен Сандански, не може да го спомнувате Дамјан Груев, ќе го спомнувате само Ванчо Михајлов. Значи тие што биле пред нив, кои што се бореле за доброто, потоа бегате од тоа дека постоел судар помеѓу ВМРО Обединета и ВМРО на Ванчо Михајлов, бегате од илјадниците убиства на сите македонци кои што се доказ дека ВМРО уште од 1925 година имала македонска самосвест, луѓе кои што гинале за нашата Македонија и кои што ги убивал Ванчо Михајлов, и ние треба сето тоа да го фрлиме на страна и да се концентрираме само на Ванчо Михајлов затоа што е тоа тема на денот. Простите, ама тоа не е така. Може ли да ве замолам? Да. Пошто вие сте тука од ВМРО, нема од СДСМ, колку има од СДСМ. Не, јас сум тука како Маријан Ѓорчев сега. Добро. Значи вие ме поканивте како Маријан Ѓорчев. Ако сега сакате од мене да правите тренинг, господин Ѓорчев, да. кога дојде некој од СДСМ, тој исто ќе опомара од нив. Може ли толку да не гините за Македонија? Може би ако престанете да гините за Македонија, ќе биде подобро на Македонија. Бидејќи овие 30 години гинејќи за Македонија, ние сме тамо кај што сме. Може ли да ве замолам да не гините толку? Вака сега.
Може И да ме може би замолите, ќе ни тргне. може и ние да ве замолиме да не го напажите толкова МРОДПМН. Не знам зашто го напажите толкова МРОДПМН. Не знам што е причината на овој гнев кон ВМРОДПМН. Немам јас гнев кон Не знам зашто ВМРОДПМН го гледате како кога ВМРО е државотворна партија. ВМРОДПМН предлагаше да се одделиме, да бидеме независни и самостојна држава. Знаете, ВМРОДПМН го правеше тоа. Колку ми е тешко да прифатам истата реторика од СДСМ, истата реторика од ВМРО. Не ме интересира мене СДСМ. Мене ме интересира, бидејќи да, сте вас ме две интересира, да. Вие сте државотворни партии. Да, сме. Па затоа е килава државата, бидејќи вие две партии сте државотворни партии. Не, знаете зашто е државата во ваква ситуација? Знаете ли зашто? Затоа што во Македонија постојат луѓе кои што, за разлика од некои македонци, мислам дека ги гледаат работите малце поинаку и мислат дека Македонија дадена на тацна и сите тие треба комотно да си седат дома, да си го гледаат свој цеир и сите тие што се обидуваат нешто да направат за Македонија, дали во парламентот, дали на политички кампањи да кажат, да му кажат на македонскиот народ некакви своји погледи. Не велам дека се тие идеални, не велам дека се тие најдобри, но народот гласа, тој слуша и слуша и оваа емисија. И вие велите ВМРО треба да се извини. Зашто да се извини? Зашто да се извини? За се што има направено. Што има направено Почнувајќи од Ванче ВМРО? Михајлов, хашките Ние не случаи, можеме да говориме- учествување во власт, заробена држава, да ви редам ли уште понатаму? Добро, а другите Па треба и они. а не само они. Па и они треба, тоа ние ви зборам цело збориме време. вака. И јас. А кој ќе се извини и јас- господине Васко Ефтов за Сорос фондацијата во Македонија? Тоа што е? Кој ќе се извини за тие пари што влегува во Македонија да ја рушат македонската институционална систем? Дали- Кој ќе се извини за сите напади Дали Илија и сите Димовски, напаѓи? дали Илија Димовски, Гордана Силјановска, Георги Иванов Да. биле финансирани или биле делно управувачки структури на Сорос? Не знам тоа јас. Вие знаете. не знаете? Јас знам за Сорос како Еве една Сорос на длабока 50 држава. Еве Сорос на 50 метри. може и тука, на не знам. 50 метри од нас. Но знам дека е длабока Била држава во Македонија. инфилтрирана- Вие говоревте за длабока била- држава. Да, во Бугарија и во била И во инфилтрирана Македонија, СДСМ. и во Унгарија и секаде. И А у јас- секаде била. И се извинувам на гледачите кога сум гласал за едната и за втората партија, толку е мојата вина во Македонија. Државна пара не сум злоупотребил, сум гласал за 5 или 6 партии Тоа е во ваше изминатите право, да. во изминатите 30 години. Тоа е ваше право. Ако сум гласал за 100 погрешна, а веќе 7-8 години не гласам, ако сум гласал во овие 30 години за погрешна партија која во мандатот правила одредени грешки, како гласач им се извинувам на гледачите. Но вие како раководство треба секој ден по 3 пати да се извинувате. Велики четврток е, саат и 10 минути разговараме, велики четврток е. Само ми одземавте Волем- најмалку волем- 30 минути, рековте ќе зборуваме за нешто друго, вие отидовте на За Бугарија, отиде Не, разговорот. не, ама не, веќе Господин морам Гочев, да ви кажам дека господин- сум разочаран господин затоа што Гочев. тука имаше многу како да Господин кажем Гочев. навредувачки работи. Вие ми рековте лажго, па јас не ви Не, навредував. не ви реков јас лажго. Вие Реков лажете. дека имате Вие- лажни податоци за не е приватизацијата. Не е важно. Да. Еве велики Вие четврток. што не навредивте? Можете ли нешто да им кажете на граѓаните на велики четврток, голем христијански празник, за 3 дена е Великден, чисто да ја завршиме емисијата во еден христијански дух. Можем само да им го честитам големиот христијански празник на сите македонци, на сите тие кои што веруваат во Македонија и да им посакам и понатаму да продолжат да веруваат во нашата држава, во нашата Македонија, со сите своји државнички особености, атрибути, кои што некој друг од страна ни ги негира. И за тоа треба да бидеме достојни, да си веруваме еден на друг, на сите политички субјекти, на сите институции и да градиме едно општество кое што ќе биде во најмала рака да има да даде еднакви шанси за успех на сите. Тоа е мојата порака по повод овој христијански празник. Многу среќи. Тука некаде е крајот на нашата емисија. Да сме живи и здрави. Нека ние за многу години велики четврток, тврдо интервју како што ви реков, нема емоции во оваа наша професија. Во оваа професија, кога ја браните вистината, или вистината во која вие верувате, тогаш нема сентименталност, нема емотивност. Немате пријатели, немате луѓе со кои ќе им попуштите или нема да им попуштите. Па се сеќавате она госпоѓа, како заврши во емисијата пред една година. Таа госпоѓа сега ви е главна. Меѓутоа забора да ви каже дека синот нејзин, кога студира во Словенија, разговара со македонските студенти на бугарски јазик. Ги убедува македонските студенти дека нема разлика помеѓу бугарскиот и македонскиот јазик. Па ве прашите о Каракачанов, зошто не го објави досието на Зографски? Зошто не каже дека Зографски е мека китка? Зошто не каже дека Зографски е дел на бугарскиот естаблишмент? Дека има български происход?
За разлика од мајка кој е голем македонист, борец за македонската кауза, синот се прифати дека има български происход. Учествуваше во шарени револуции и во Македонија, и во шарени револуции во Бугарија. И тоа се рублја патриоти, или удба патриоти, кои се стимулирани, кои се финансирани, кои треба смут да прават овакви критични моменти во Република Македонија. Во недела нема да има емисија, бидејќи е Великден, бидејќи е голем празник, најголемиот христијански празник. Да сме живи и здрави, да се дружиме уште 100 години, се гледаме во четврток во 22 часот. До четврток во 22 часот, пријатна вечер Македонија, каде да си.